Евроамбасадорот Михалис Рокас шокиран од состојбата во која се наоѓа Струшката депонија. Тој при денешната посета истакна дека загрижува тоа што се наоѓа во непосредна близина до градот, езерото и водоснабдителниот систем и најавитно решение на овој проблем. I'm quite shocked about the extent of the problem. I knew that the landfill is not compliant, but to realize that it is so close to the town, few hundred meters from houses, very close to the river and to the water supply and also to the lake. It is disheartening to see. Струшкиот градоначалник Ќура уверува дека ќе се одржува депонијата, особено во екот на сезоната кога многу често се палеше и го загадуваше градот. Значи сме убедени дека ќе го одржуваме и нема да се пали. Значи тоа веќе имаме таму фирма која одржува, имаме отворен тендер, има фирма со име и презиме и условот е тоа да не се пали сметот и да се одржува. Според последните мерења во 2021 година депонијата која била со висина од 22 метри сега истата достигнува над 30 метри од земјата, што значи последните 5 години е порасната скоро 10 метри. Значи дека во последните 5 години за едно скоро 10 метри е порасната во висина самата депонија и со тоа се зголемува и самиот проблем, односно начинот на решавање на овој проблем, односно целосна дислокација на депонијата. Струшката депонија е горлив проблем. Години наназад активистите бараат целосна дислокација, ревитализација на самото земјиште, пошумување на местото и понатамошно одлагање на отпадот во регионалната депонија, која треба да се гради во Новаци. Нина Ритоновска, Сител телевизија.